А сега следува и вториот разговор за утринава. На место се веќе нашата гостинка и секако Слободанка, а гостинка е Наталија Андонова, меѓународен професионален астролог. Добро ви утро, добро ни дојдовте во утринската програма, а ќе имате навистина интересна тема, Слободанка, како да се запознаеме себе си преку астрологијата. Па на некој начин да, но имаме и уште многу за што ќе зборуваме во овие минути. Повелете да не ви одземам од времето. Благодарам многу и секако добре ни дојде, добро утро, со оглед на тоа дека голема благодарност до тебе за тоа што ни допатува од Струмица, Свети Николе патот, па до Скопје и да бидеш дел од нашата утринска програма. Благодарам на поканата и мило ми е што сум тука. Секако. Како што кажа и мојата колешка, ќе имаме за што да зборуваме како да се запознаеме себе си преку астрологијата. Кога ќе ја споменеме астрологијата, сите ние си имаме своји хороскопски знаци, меѓутоа не е астрологијата само нашиот хороскопски знак, туку има многу други влијанија во текот на нашиот живот. Впрочем, јас тука само би споменала дека треба да веруваме во астрологијата затоа што Исус Христос, кога се роди, го следија по неговата звезда мудреците, така ли? Тројцата мудреци или самите астролози, Витлеемската звезда или Сатурн и Јупитер ги ние кажуваме тоа. Да, Витлеемската звезда. За вас, конкретно, со оглед на тоа дека сте вие единствената во Македонија со една мощна и интересна диплома, која што ја стекнавте во Институтот во Белград, што се однесува токму околу астрологијата. Меѓутоа, јас ке ве оставам вас да ни појасните многу повеќе околу тоа. Па, вака... Да се представиме на гледачите. Јас завршив во Институтот Јоханес Кеплер, значи за астролошки истражување и едукација, Јоханес Кеплер во Белград, под менторство на Александар Илија Имширагич, астрологија и енергетска психологија. Така, значи тие две заедно, Прво беше астрологија и некако само ми се наметна, чувствуваше дека има некоја уште нешто и некако да пошто има, и некако се наметна самите моја потреба, енергетска психологија, веќе работа со чакри, работа со меридијани, духовни животински водичи, едноставно создавање на собствената аура да не биде онаа пробушена, него да биде здрава и чиста, прочистена аура преку чакрите. Сето тоа интересно е тоа што една чакра или една планета во наталната карта представува една чакра во нашето тело. Имаме 10 планети во нашето тело и 10 чакри, всушност 7 во нашето тело и 3 како аурата, едноставно што ја ние представуваме. Кога велиме имаш убава или неубаварија, кои се оние планети кои што ни ја носат убавата аура, кои се оние планети кои што... За мене се сите, вака ќе кажам, секоја планета има на повеќе нивоа, различна вибрација, различна енергија. Сега позитивна вибрација, негативна вибрација. И секоја планета значи може да делува и од позитивна и од негативна, зависи на кој дел значи ние го носиме. Сега зависи наталната карта, значи како е поставена таа планета, што ја представува таа чакра во нашето тело. И од тука ние значи можеме во самата натална карта да препознаеме од каде потекнува дисбаланс, може да има вишок енергија, може да има помал мањак на енергија, па да има блокада. Али интересното е што сето тоа ти наталната карта ти дава и чекори на кој начин да ја таа планета или таа чакра средеш во баланс едноставно, да ја активираш балансирање, тогаш ја подигаш енергијата на самата планета, на чакрата во позитивна насока. Во позитивна насока добиваш друга вибрација, добиваш следно ниво, добиваш повисоко ниво. Тогаш се сите чакри окей, тогаш се сите планети окей, тогаш е аурата наша здрава и има повеќе значи делови каде што можеме, нели, ја ги викам како виножито што реално се. Можеме да погледнеме како и практикувате и на каков начин појаснувате на сите оние кои што се заинтересирани токму за ова што и ние ова утро го зборуваме, што ќе научиме денес. Еве веќе почнавме да слушаме од вас први чекори во читање на собствената карта, потоа како тие влијаат на нас, 12 знаци, 12 енергии. Што значи поточно 12 знаци? Тоа значи хороскопските. Да, 12. И сите ние си имаме своја посебна енергија, 12 енергии, каде што нели се водиме според тоа од кој до кој месец сме родени, за да си го определиме хороскопскиот знак, па подзнак и така натаму. Во астрологијата
Јас ке напоменам, еве, колку и да знаат гледачите, дека таа постои пред Исус Христос, кога оние мудреци, нели, кои што биле астролози, најверојатно во тоа време каде што, нели, следејќи ја звездата Витлеемска го пронајдоа неговото, кога тој се роди. Да, неговото раѓање. Меѓутоа, еве за енергиите, кога зборуваме за хороскопските знаци, имаат ли врска карактеристиките на човекот со хороскопскиот знак или не мора да значи? Вака, хороскоп, ние го кажуваме хороскоп или зодијак. 12 знаци, 12 животни полиња или 12 области, 10 хороскопски, 10 планети во нашиот хороскоп. И ние ги сите тие живееме. Познато е во народот само сончевиот знак или месецот кога сме родени и до некаде е познато самиот подзнак времето кога сме родени, пошто ние работиме наталната карта со точно време на раѓање. Кога имаме точно време на раѓање, датум, месец, година, точно време на раѓање, место на раѓање, ние имаме тогаш материјал за работа. Тогаш е валидно сето тоа што ќе излезе. И од самиот подзнак, да, не може без точно време, мислам има методи, техники каде што ние можеме ректификација, се вика тоа, каде што можеме да дојдеме до точното време на раѓање по одредени техники за да се помогне во изработката на наталната карта. Јас многу сакам во продолжение задржате ја мислата, меѓутоа според овие наталните карти, многу ми нас имаат пронајдено, меѓутоа како се изработуваат и колку време е потребно со оглед на тоа дека има вистина и тоа многу голема во она што ќе го слушнеме и што ќе се случува. Па наталната карта е нашиот живот. Ние најде сега судбина да кажам, ама па не би се држала дека е судбина, заради тоа што ја кажувам, според мене е енергетска мапа со инструкции. И до тука ние дојдеме со навигација. Навигацијата не од дома до тука доведе. Наталната карта е навигација. Меѓувремено ни покажа пат преку центар, меѓувремено ни измеѓу покажа уште еден пат. Ама правилниот пат нас не доведе на исто место. Значи навигација, наталната карта е според мене навигација на животот. Кој е најдобриот пат? Да не тумараш низ околу, него да идеш на вистинското каде се, значи, можностите без да заобиколуваш со некакви проблеми. Така. Да, она што е можно интересно што се однесува, нели секогаш ние знаеме да читнеме нешто што се однесува за нашиот хороскопски знак, или пак хороскопските знаци кога се во врска, дали си одговараат еден на друг. Има ли тоа сето? Држи ли вода вака да прашам? Да, генерално да, али најдоброто е, значи, лично. Сега тоа го викаме ние синастрија кога се со двајца според. Карактерите, дали произлегуваат исто од хороскопското? Воздушните знаци се поврзуваат, значи, али и спротивните знаци. Значи, ако е воздушен знак, пример близнаци, со вага ќе одговара, али ќе одговара и со стрелец како опозитен знак или спротивен знак. Спротивностите се привлечуваат. Некој пат многу повеќе се привлечуваат спротивностите, нели ја имам едно, ти имаш друго, мене ми фале твоето и ти ме привлекуваш заради тоа. И сега додека не дојде до израз некој временски период, секој ќе си го покаже, нели, својот дел. Али да, нели, што викаш, држе вода сето тоа, али најдоброто е она, синастријата тука ти се покажува, нели, тие два заеднички хороскопа, таа взаемна компатибилност, значи имаш емотивна, интелектуална, ментална, духовна, душевна, значи имаш компатибилности што ги поврзуваш. И сега некоја врска за да обстое, тебе ти едноставно самата карта на партнерот и на самиот натус, значи на клиентот, кој ќе ги поврземе, има од каде потекнува проблемот, зашто таа врска е поврзана да бидат тие луѓе заедно и ако има некаков проблем, од каде потекнува проблем? Сега, кога доаѓаме до оној проблем што сега го споменавме, нели, за жал се повеќе разводи гледаме се случуваат, дали може да се помогне со наталната карта во изборот на партнерот и за во иднина, нели, кој е оној кој што треба да биде наш животен сопатник, ако ги дадеме информациите и од него, па да ни се пред време да знаеме што ќе се случува, или пак вие можеби да кажете што е оно што може да се промени за да не дојде до некои поголеми несогласувања. Помагате или во тоа? Да, може. Ја можам да советувам, да кажам. Значи, од таму потекнува проблемот, тоа треба вие да го решите со вашиот партнер, вие треба тоа да го направите. За секој однос е потребна само една особа. Не партнерот. Ако партнерот нас не иницира на некаков недобри работи, не е тоа на партнерот, тоа е наше. Ние во себе не го препознаваме тој дел, а го гледаме партнерот како огледало на нас, каде што ние неговите проблеми на некој, не се негови, наши се,
ама ние го тоа гледаме во него, нас не нервира. Зашто не нервира нешто ако е на некого? Значи, тоа е наш дел, ама ние несвесно не го сваќаме. Самиот партнер на нас ни смета, зашто сте го тука попелара. Така. Зашто вака разговара, зашто се вака... Секојдневни проблематики, да. А, уствари, тие се делови од нас, кај што ние не ги препознаваме и партнерот е тоа огледало. Така. Јас повторно ќе ги повикам еве ова што е видеата и фотографиите кои што се испратени, зашто конкретно тука станува збор? Во е на отварањето на канцеларијата. Во Струмица инаку е, така. На Ленинова. Интересното е тоа што храната ни беше во стил на сите астролошки знаци. Имаше од Сонцето, имаше од Месечината, значи сите 10 планети беа составени и храната беше точно во нивна символика. Имаше едноставно целиот астролошка храната Дури и храната има символика со хороскопските знаци? Леле, се е поврзано. Храна, лута храна спаѓа под Марс. Салати и овошја спаѓат под Венера и така натаму. Така. Тестенини, млечни работи спаѓат под Месечината, сега во кратко. Во е на доделување на дипломата. Така. Дипломата, значи, ја добивме како единствена, ке кажам, во Македонија во моментов. Како беше уште еднаш вокацијата? Вашата вокација? А мојата е Ленинова во Струмица. За професијата сега што ја имаме? Астролошки меѓународен. Така. Професионален астролог и енергетски психолог. Ете така, енергетски психолог и астролог. Сега, токму и затоа прашав и го потикнав ова, енергетски психолог. Што е она што покрај, или, како што кажавме, наталната карта, астрологијата, која што јас сега првпат морам да бидам искрена, слушнав дека имало врска хороскопските знаци и со исхраната, каде што кога не си прашал и нема ни да знаеш, меѓутоа вака низ разговор секе дознаеш и како што кажавте да храната била според хороскопските знаци таму послужена и јас посакувам многу успех во понатамошната работа. Меѓутоа за енергетски психолог што работиме од таа страна со сите оние кои што би побарале помош од вас? Како што кажаме, секоја планета е една чакра во нашето тело, а самата чакра има свој карактеристики, значи балансирана, дисбалансирана, висока енергија, помалку енергија, можда блокада и делува на емотивно, на психолошко и на ментално ниво, али делува и на животни ситуации околу нас или на околности. И ние тука го значи ја идам преку наталната карта, не идам лево-десно да пробуваме вака онака, него самата чакра е покажана во наталната карта како е поставена, на кои животни околности делува и што треба да се работи. Значи тука имаме енергетски вежби, тука имаме медитација, тука имаме фреквенција, имаме мелодија за медитација, имаме тапкање, имаме работа со животинска енергија во нас, значи ние секој имаме некоја животинска енергија во себе. И таа животинска енергија, уствари, ние ја препознаваме како некој инстинкт или навики, уверенија, во превод сеќавање на предци, каде што нашите предци или нашите гени делуваат на нас, а ние тоа сме го низ времето како сме раснале, усвоиле како наше и го функционираме на тај начин. Сега тоа е таа тука работа на животински водичи ги викаме ние, али таа анимална природа. Значи тоа све е склоп заедно, има енергетски програми, тоа е лично, директно од самата натална карта и тоа е индивидуално. Истата особа, значи близнаци да бидат, ако не едниот близнак е направена таа енергетска програма да ја работи тоа, ако се близнаци, на другиот нема да делува. Тоа е лично посебно. Посебна фреквенција, по елементи, квалитет. Без разлика со се близнаци. Да, значи нема да делува. Ќе активира нивен дел што нема потреба да не го работиме ни едноставно. Работиме, да речеме, на една тема, а кај близнако е друга тема. Така да на индивидуално е со енергетски третмани и потреба. Сите, значи, и на свое индивидуално, да кажам, ниво. И од секогаш ми била интересна оваа тема, астрологијата, но сигурна сум дека и на многуми на други, и ова утро не слушаа со внимание, за да се откриеш самиот себе си во текот на животот, па ние цел живот тоа го правиме, и во секојдневието, и секогаш некогаш можеби да сме изненадени самите од себе по некои постапки, но сето тоа се доаѓа најверојатно со текот на самото време и со текот на годините и она искуство кое што си го носиме во себе.
Астрологијата како астрологија, ако сакаме, без разлика на годишната возраст, за кого и да станува нели збор, тоа сакав и да го наметнам прашањето, еве и без разлика што имаме некое си искуство, знаеме или предпоставуваме, инстинкт, интуиција, шесто чуло развиено, меѓутоа вие сте тука за да сето тоа повеќе можеби го разбудите во нас, каде што имаме животно искуство, но и на помладите, како да се постават и во понатамошниот тек на живење. Дали може да побараат помош? Што да изберат за професија? Интересно се надевам ќе биде прашањето и одговорот. За во нивниот животен тек понатаму. Дали постои таква можност во последните астрологијата? година и пол, да. Значи, баш ми се мене и интересно е тоа што се од 89-90 до 2001-2002 година. Многу повеќе е таа возраст застапена. И интересно ми е тоа што никој не доваѓа мене кога ќе се омажам, кога ќе фатам дечко. Секој вика која е мојата животна професија, која е мојата најдобра студија. Сакам да се пронајдам себе си, да работам на себе, не знам од каде да почнам. Значи 99% година и пол не се договоривме, предпоставував, да. Се такви кај мене клиенти што сака да работе на себе си, добива значи свој третман, значи техники што треба. Тоа е најголемото животно прашање да се сакам вика да се пронајдам вистинската... себе си. Значи пристапот е тај. Сакам да се пронајдам себе си, кои се моите животни цели. Сакам да сум сигурна да нели губам и време, и енергија, и финансии. И помагаме ли во тој поглед? Дефинитивно. Тоа ми е најомилената тема на мене, така да тоа што го живееш, тоа што го сакаш, такви клиенти добиваш. Така. Еве, со онаа работа со која што ја споменавме, сте во Струмица, нели? Со ваша канцеларија, но зошто да не се прошета да убавате Струмица на улица, за да сите оние кои што се заинтересирани добра до вас и како да ве пронајдат контакти, секако со оглед на тоа дека сигурно поттикнавме и кај многу гледачи радознали се што би било, кога би било сите оние кои што немале допир со астрологијата, пак што би можеле и како би можеле понатаму преку вас. Вака, јас сум и основач на астролошко здружение, исто единствено во Македонија, Астроклуб Алхена. И да, седиштето е во канцеларијата, значи на Ленинова 99 во Струмица. Така да таму имаме доста значи информативен материјал, имам оставено мој, имам некој и од нели јас што сум учила, сега јас сум го тоа учила, али си стое нели дека не е мое, што е мое си е мое, значи си стое. Имам и од тоа што нели од други астролози што може значи да дојдат до информации. Има доста работилници, има семинари, има вебинари, има бесплатни нели што може да се следе. Има некоја си минимална сума нели што може да се следат за одредени работи, студии, исто кој сака значи да студира, да учи астрологија. Но вие сте во светското ниво на астролози, така? Да. Светска астролошка организација ИСАРКАП, која што постои веќе 50 години. И 24-та година ја го земав тој сертификат, лиценца. Така да од таа страна прв пат ја внесувам ја Македонија, значи како прва земја во астролошкото... На светско ниво. Да, на светско ниво. Да. И за крајот нашиот разговор, убаво беше да се разговара со вас, оваа минута, ќе ја искористам доколку нешто, еве, вие сакате да надополните, а јас не ве прашав со оглед на тоа дека е многу широка тема и би имале за многу за што да зборуваме ако детално навлеземе во неа, но вака сега површински да ги искористиме овие минути, колку да знаеме дека астрологијата колку може да ни го менува и влие на нашиот живот, затоа што не е само земјата планета. Имаме толку многу една огромна галаксија која што нам ни е непозната, но сето тоа има влијание. И многу убаво кажувате, не сме само ние, имаме толку прашалници што се уште не се ни одговорени. Меѓутоа се надевам дека еден ден ќе се одговорат. Се надевам и јас. Полека во доба на Водолија како идеме би требало технологијата да напредува многу повеќе, би требало покажува да идат. Покажува тоа, така? Па искрено ја не сум многу идеала на многу подалеко, сакам да сум тука приземна, присутна во овој момент. Се се минува во моментот, се се случува во моментот. Не имаме минато, иднина и сегашност, али во сегашноста е и минатото и иднината. Моментот ако го испуштаме да живееме во минатото, ние моментот го испуштаме. Или ако мислиме во иднината, повторно моментот го испуштаме. А ако го испуштаме ние моментот,
напразно мислиме нешто во иднината очекуваме ако моментот сме го испуштили. Ова беше еден прекрасен совет. Така да, сегашноста е најважното нешто, биди Нешто. присутен во сегашноста. А со многу убави зборови го завршивме разговорот. Уште еднаш ви благодарам што допатувавте од Струмица да ни бидете гостен во нашата утринска програма со оглед на тоа дека оваа тема не сме ја имале така често, па еве имавме можност да поразговараме и за тоа. Па да се видиме повторно. Да се видиме повторно. Благодарам на поканата. Секако драго ми беше.